Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со К3 телевизија. Во продолжение следува второто издание на Дневникот, а во него ќе гледате. Во несреќа што се случила вчера, загина тракторист од Кумановското Брошане. Расте рейтингот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, според најновата телефонска анкета на Институтот Павел Шатев. Напад на железничката станица во Минхен, повредени неколку мина, напаѓачот е германец. Трети надпревари во кошаркарскиот плейоф, Карпош Соколи го пречекува Куманово. Останете со нас, започнуваме за кратко по рекламите. Добар ден, почитувани гледачи, го следите Дневникот на К3 телевизија. Во чести сеќавање на 8 херои кои загинаа во дводневната антитерористичка акција која се водеше минатата година на 9 и 10 мај во Диво населје, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово организираше комеморативна вечер и беше отворена и книга на жалост. Во настаните од 9 и 10 мај минатата година, кога терористичка група се судри со безбедносните сили на Македонија во населбата Диво населје, животите за татковината ги загуби 8 херои. Младината на ВМРО ДПМН од Куманово организираше комеморативна вечер во нивна чест, а беше отворена и книга на жалост. Се уште се свежи сеќавањата на бранителите кои загинаа во конфликтот во 2001 година, а рамо до рамо со нив се младите луѓе кои застана во одбрана на татковината при акцијата во Диво населје, истакна во своето обраќање председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово Драган Петковски. Свежено е сеќавањето на хероите кои што 2001 година застана на браникот на оваа земја. Рамо до рамо со нив си осудните херои кои што минатата година на овој ден го дадоа својот живот за да може ние слободно да живееме. И нека им служи на чест на сите оние кои што во текот на оваа година на многу начини се обидуваат да колегираат делото на овие херои кои што ги положија своите млади животи за да ние живееме слободно. На комеморативната вечер се обрати и пратеникот од Македонското собрание од Куманово Зоран Ѓорѓевски. Оваа земја, овој град, од секој пат имал херои на своето време. Ние дочекавме да во некој краток временски период имаме херои за многу краток временски период 2001 и ова 2015 што стана. Меѓутоа, чест е на ваква земја, на ваков народ, да во секој историски момент во обстојувањето на овој народ имало своји херои, имало своји синови кои не го жалеле најмилото да го дадат за оваа земја и за својот народ. Нашите храбри бранители се судрија со непријател кој сакаше да ја расцепи и да ја размиша нашата крепка татковина. Но истите наидоа на срца лавовски и плеќи големи како планина. Срца и плеќи кои не дозволија уривање и грабање на ова мало парче земја. Антитерористичката акција започна рано утрината во 4 часот и 30 минути во саботата на 9 мај траеше речиси непрекинато 28 часа, се до 10 час во неделата на 10 мај. Кобното утро животот во одбрана на татковината го дадоа сумина полицајци и уште 40 мина беа повредени. Во несреќа во Кумановското село Бајловце почина тракторист, информира денеска од секторот за внатрешни работи Куманово. Во меѓувреме во стан на улицата Иван Милутиновиќ во Куманово била пронајдена почината ПД-62 од Куманово. Инаку сега починатата претходно била пријавена за исчезната.
64 годишен тракторист од Кумановско Доброшане починал вчера околу 9 часот и 40 минути во село Бајловце. Според СВР Куманово, трактористот собирал сено со трактор на кој имало и приклучена дополнителна земјоделска алатка. Поради теренот, тракторот се привртел и врз земјоделецот паднала приклучната алатка. Лекарите само ја констатирале смртта. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа на СВР Куманово по овластување на основното јавно обвинителство. Телото на починатиот е предадено на семејството. Лабораторијата во Кривопаланечката болница доктор Димитар Арсов неодамна доби нов биохемиски анализатор кој веќе е инсталиран и ставен во функција. Целта е да се подобрат здравствените услуги за пациентите од Крива Паланка и соседната општина Ранковци. Преку Министерството за здравство, Кривопаланичкиот здравствен дом доктор Димитар Арсов од неодамна доби нов современ биохемиски анализатор. Истиот веќе е инсталиран и ставен во функција, а предностите од неговото користење веќе се чувствуваат во однос на брзината, капацитетот и експедитивноста при анализите. Овој биохемиски анализатор е Beckman Coulter, доста пософистициран, брз, прецизен и баш затоа е набавен, пошто имаме поголем прилив на пациенти дневно, можеме да обслужуваме поголем број. Работи со 400 анализи на час, ако се вклучи електролитниот модул, се зголемува за уште 400 анализи на час, што значи дека е доста брз, може да обслужуваме поголем број на пациенти, користи свој затворен систем на користење на реагенси, трајни кивети, што не е работа за другите биохемиски анализатори, кај другите биохемиски анализатори, многу пософистициран. Со набавката на овој современ апарат е подобрена функционалноста на лабораторијата за биохемиски анализи, со што во цело се подобрени и здравствените услуги за пациентите од Крива Паланка и соседната општина Ранковце, смета директорот на болницата Јоско Стефановски. Во насока на подигање на нивото на здравствената заштита за пациентите, во рамке на проектот Рурален доктор веќе неколку месеци во општина Ранковце е ангажирано едно медицинско лице, но според најавите на одговорните, согласно проект на Министерството за здравство, истото ќе биде дислоцирано во селата Добровница 2 дена и Луке 1 ден во неделата, додека амбулантата во Ранковце ќе добие постојан лекар. Инаку, со цел намалување на турканиците и метежот во лабораторијата, воведен е нов метод за прием на пациентите, на посебен шалтер каде компјутерски им се издава бројче за ред. Јавната здравствена установа функционира без застој во набавка на лекови и медицински материјали, потенцираат одговорните. Во тек е уписот на првачиња кои треба да тргнат во образовниот процес во учебната 2016-2017 година во двете основни општински училишта, вклучително и нивните подрачни училишта на територијата на Крива Паланка. Во основното општинско училиште Илинден очекуваат зголемен број на ученици од овој реон кои ќе тргнат во прво оделение и се надеваат дека таквата тенденција ќе продолжи и во иднина. До крајот на мај ќе трае уписот на превачења за следната учебна година во основните општински училишта во Крива Паланка и Ранковце. Иако поголемиот дел од родителите веќе ја завршија оваа обврска. Во прво оделение во следната учебна 2016-2017 година треба да тргнат сите деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години, односно сите кои се родени во 2010 и јануари 2011 година. Одговорните од основното општинско училиште Илинден прогнозираат дека бројот на превачења ќе биде зголемен со оглед на зголемениот број на деца од реонот кои го опфаќаат и се надеваат дека таквата тенденција ќе продолжи во иднина. Сличен е и случајот со подрачното училиште во село Моштивњак, каде во тековната учебна година има 18 превачења, што е рекордна бројка во последните неколку години. Ова година, како и претходните години, Основното општинско училиште Илинден врши упис на ученици за прво оделение. Може да кажам и да се пофалиме дека ова година ученици во однос на претходните години ќе бидат малку во поголем број. Дефинитивната бројка ќе ја добиете некаде при крајот на месец мај и се надеваме дека таа бројка константно ќе се зголемува од година на година, бидејќи
На вистина со ова докажува и покажува дека нашето население не ни се иселува, туку останува во својата матична земја. Родителите, односно старателите, при уписот треба навремено да ги достават потребните документи. Во однос на документите кои што се потребни за да можат родителите да го пишат во нашето училиште, потребно е извод од матична книга на родени, исто така е потребно да се донесе од матичен лекар за психофизичка здраво дете и да се донесат документи дека ги примило сите вакцини од самото раѓање па до денес. И минатата година имаше раст на запишаните превачења во кривопаланичките основни училишта, кога нивната бројка изнесуваше околу 200 во целата општина. Амбасадорот на Германија во Македонија Кристијане де Алтхаузер, градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски и директорката на Средното општинско училиште Перо Наков Лидија Тасевска кон крајот на април потпишаа договор за финансирање на кабинет по модерен дизајн. Инвестицијата е вредна 3600 евра и се очекува подобрување на условите за изведување на практична настава на учениците од ова училиште. Со средства од германската амбасада наскоро ќе се опреми кабинет во Средното економско училиште Перо Наков. Директорката на училиштето нагласи дека на овој начин учениците ќе можат уште подобро да го совладаат материјалот и да ги усовршат своите способности. Во оваа струка има преку 100 ученици од сите 4 години. Кабинетот ќе биде опремен кон крајот на јуни и почетокот на јули, така што со почеток на идната учебна година училиштето ќе стартува со работа со нов модерен кабинет. Тасевска нагласи дека профилот модерн дизајн во нивното училиште е воведен пред 4 години. Додаде дека секоја година се зголемува бројот на заинтересирани ученици. За нов профил, кој што веќе 4-та година е во нашето училиште, имаме околу 100 ученици во сите 4 години и интересот е поголем, мислам секоја година е се поголем и поголем. Текстилната и чевларската индустрија има долга традиција во Куманово, а опремата на училницата за моден дизајн представува поддршка за подобра квалификација во струката на учениците од училиштето Перо Наков. Ќе добиеме еден современ кабинет каде што учениците ќе можат нагледно да ги учат оние работи кои што се предвидени според програмата и да имаат стручни вештини за модниот дизајн. Може да се каже дека отокму овие училишта, токму ваквите струки веднаш по завршување на средното образование, речи се веднаш наоѓаат работа многу полесно се наоѓаат од оние да кажа. Така, точно е, значи учениците кои што имаат вакви стручни способности, односно стручно образование завршуваат, имаат веднаш работни места, така што мислам дека оттука интересот ќе биде уште поголем во наредниот период. Германската поддршка е дел од средствата на Сојузното министерство за економска соработка и развој, со кои се поддржуваат мали проекти во рамките на техничката соработка. По децении прави кал, асфалтирана е улицата Бара во населба Ајдочка Чешма во Куманово. На задоволство на мештаните свечено во употреба делницата ја пушти градоначалникот Зоран Дамјановски. Улиците 500 и 522 или како што граѓаните ја нарекуваат улица Бара добија асфалт, што значи дека одењето по кали дупки веќе е минато. Реконструкцијата доаѓа по средбите на Дамјановски со жителите од овој дел на Куманово, чие што приоритетно барање беше уредување на делниците за нормално одвивање на сообраќајот и безбедност на пешаците. Доволни сме многу. И за светло што се створи и за све. Кажете ми како беше досега изминативе години? Како беше досега? Кал како беше? Кално, до колено. 40 години. Улицата беше свечено пуштена во употреба со сечење лента од градоначалникот Зоран Дамјановски, председателката на форумот на жените на СДСМ Атина Мургашанска и заменик директорката на гимназијата Гоце Делчев Сонја Тодоровска, во присуство на представници на локалната власт и техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Направиме улица 500 и 502 во големина на 3600 нешто квадратни метри, претходно благодарение на решавање на канализационниот систем на овој дел на градот, ние имате поставено адекватна канализационна мрежа и тоа беше логично да се заврши. Одговорните од општината ветуваат дека ќе бидат решени поголем број на комунални проблеми во централното градско подрачје и приградските населби. Ќе бидат асфалтирани улици со површина од околу 35.000 метри квадратни, бекатон плочки ќе бидат поставени на површина од 20.000 метри квадратни, додека ќе биде изградена 26 километарска канализацијска мрежа.
Центарот за економски анализи ЦЕА и Федерацијата на фармери на Република Македонија го спроведуваат проектот создавање на можности за младите од руралните средини, за чиешто реализација во тек е повик за ангажирање на локален тренер во работниот клуб во Крива Паланка. Центарот за економски анализи ЦЕА и Федерацијата на фармери на Република Македонија го спроведуваат проектот создавање на можности за младите од руралните средини, финансиран од програмата на ИПА, развој на човечки ресурси на Европската унија. Проектот има за цел да го олесни вклучувањето на младите од руралните средини на пазарот на трудот во североисточниот регион на Македонија. Оваа заедничка цел ќе се постигне преку зголемување на вештини и разбирање на вработеноста на младите од руралните средини, изградба на регионален систем за развој на работна сила и развивање на регионална стратегија за социјално вклучување на пазарот на трудот на целните групи. Со проектот се поддржува социјално вклучување на младите од руралните средини преку зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за подобро користење на програми и ресурси за вработување, со што ќе се придонесе за економскиот и социјален развој на општините во североисточниот регион на Македонија. Придобивките од проектот се од особено значење за младите од руралните средини и за бизнисите во целниот регион. Еден од начините за постигнување на целите на проектот е отворање на работни клубови во рамките на општина Липково, општина Старо Нагоричани и општина Крива Паланка, кои ќе придонесат за зголемување на капацитетите на младите невработени од тие општини преку овозможување практикантска работа во работните клубови, како и практиканство кај компаниите во регионот. За непречено функционирање на работните клубови потребни се 3 лица, по едно од секоја општина. Повикот за ангажирање ментори и тренери кои ќе спроведуваат дел од обуките е во тек, а апликациите се достапни на веб страниците на општина Крива Паланка, како и на општините од регионот Липково и Старо Нагоричане, но и на Центар за економски анализи, ЦЕА ОРГМК и Федерација на фармери на Република Македонија, ffrm.org.mk. Утре со почеток во 11 часот на атлетскиот полигон под покровителство на Македонскиот олимписки комитет ќе се одржи промотивен настан чија што цел е промоција на меѓународниот олимпизам во земјите членки на Меѓународната олимписка асоциација. Во сабота со почеток во 11 часот ќе се одржи манифестацијата Маскенбал 2016. Предвидено е да учествуваат околу 2000 маскирани ученици и деца од градинките, граѓанските здруженија, како и учесници од струмичкиот карневал. И годинава, како и претходните, организатор на манифестацијата на која учествуваат сите основни и средни училишта и поединечни маски е секторот за култура од општина Куманово. Децата од градинката Ангел Шајче од 6 објекти први ќе се презентираат пред граѓаните на градскиот плоштад. Следуваат организирани маски на нижите и висшите оделенија од 16 основни училишта, а потоа и маски од средните училишта. И ова година традиционално ќе учествуваат една-две маски од струмичкиот карневал Тримери. Ние во неколку години уназад работиме да можеме општина Куманово и градот Куманово да биде членка на Европската асоциација на карневалските градови. Под покровителство на Олимпискиот комитет на Македонија, утре со почеток во 11 часот на атлетскиот полигон во средното општинско училиште Наца Буѓони ќе се одржи Олимписки ден. На оваа спортска манифестација, чиј домаќин е градот Куманово, ќе учествуваат младинци, атлетичари и ученици од средни училишта кои учествувале на надпревари. Дамјановски истакна дека е задоволен да се биде домаќин на овој промотивен настан на кој ќе учествуваат ученици од централните училишта браќа Миладиновци и Крстемир Сирков. Сакам да ги повикам сите граѓани кои се заинтересирани за денот на олимпизмот, а пред се учество да земе активно на маскенбалот кој е традиционален, со тоа што мината година ради случувањата од 9 мај беше одложен. На маскенбалот публиката ќе има можност да ужива во шаренилото од маски, при што и годинава ќе бидат доделени награди за најдобрите, групни, поединечни и иновативни маски. Од општината се уште не одлучиле дали ќе доделуваат статуетки или символични финансиски средства. Со традиционалниот маскенбал Батко Ѓорѓија Куманово настојува да влезе во групата на градови на Европска федерација на карневалски градови, иако претходно мора да се исполнат одредени стандарди. Од општината ги повикаа масовно кумановци да присуствуваат на оваа манифестација. На 14-та регионална фолклорна ревија во Крива Паланка беше презентирана традиционалната кривопаланечка свадба, а пензионерите на сцената во Националната установа Центар за култура ги доловија автентичните обичаи кои во минатото биле карактеристични за свадбената церемонија од овој крај.
Пензионерските ревии, регионални, но и републички, се можност за надополнување и остварување на целите на Сојузот, разубавување на третата животна доба на населението, но и прилика за презентација на македонското традиционално фолклорно наследство. На сцената се игра и пее. Оро се вие. Тапанот во ритамот на Македонија бие. Членовите на Сдруженијето на пензионери од Крива Паланка го презентираа исконското богатство. Преку носиите, обичаите, милосот од Кривопаланечко, карактеристични за свадбените церемонии во овој крај. Да тоа е претежно од нашиот регион. Невестата ни потекнува од Градец, од тој дел. Имаме од целото околина на Крива Паланка, така повеќе работи споени на едно место и сакавме да се представиме како група Кривопаланчани, ама од целиот регион, така што ни беше тоа, така се правеле порано свадбите, обичаи на една свадба што се правеле порано во селата. Невестата стават на конј, жените пеат песна кога доаѓаат сватовите, невестата дарува, се клања и така, поред. Друго што било карактеристично, бакнува рака на свекорот, на свекрвата, некои други адети? Бакнува рака на свекорот и на свекрвата, на момчето и на деверот ги дарува, потоа доаѓаат кумот и старејкото и нив ги дочекуваат, им се поклонува и на нив, така е обичајот 3 пати да им се поклонува и да ги дарува и нив, и потоа да поведе едно оро, така да невестата, да поведе оро, па потоа кумот и така. Ево цао овај година свадба ти правимо. За наредна година штевка да правимо. У свако ќе ше по едно дете на средина да си жива и здрава и благовечна. Изворен фолклор, кореографии и традиционално елементи како обележје на регионот се само дел од богатството на Македонија представено на ревиите. Зачувано од повозрастните, оставено како аманет за младите, чиј што долг и обврска се продолжувањето на нераскинливата врска со корените. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ужива тројно поголема доверба кај народот од председателот на СДСМ Зоран Заев, покажуваат последните телефонски испитувања на Институтот Павел Шатев. Расте рейтингот и на ВМРО-ДПМН во споредба со СДСМ. Поддршката за владеачката ВМРО-ДПМН и лидерот Никола Груевски расте, покажува последната телефонска анкета на Институтот Павел Шатев, спроведена во периодот помеѓу 6 и 8 овој месец на 1070 испитаници со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија. На прашањето во кој политичар имате најголема доверба, 30,8% од испитаниците одговориле Никола Груевски, додека 11,4% Зоран Заев. Споредено со претходната анкета кој Институтот Павел Шатев ја правеше врз ист репрезентативен примерок од 1070 испитаници во периодот од 20 до 22 април, резултатите покажуваат намалување на рейтингот на Заев за 0,6%, а истиот тогаш изнесувал 12, додека Груевски го задржува истиот рейтинг од 30,8%. На прашањето која партија би победила на следните парламентарни избори, 49,6% од испитаниците одговориле ВМРО-ДПМН, додека 20,2% СДСМ. Споредено со претходната анкета која Институтот Павел Шатев ја правеше врз ист репрезентативен примерок, 1070 испитаници во период од 20 до 22 април, ВМРО-ДПМН забележува раст на рейтингот од 0,1% и истиот изнесол 49,5%, додека поддршката на СДСМ паднала за 0,7% и истиот тогаш изнесувал 20,9%.
Во однос на председателот на државата Ѓорѓе Иванов, 54,3% од анкетираните изјавиле дека имаат позитивно мислење, а негативно 30,4%. Според истражувањето спроведено во април, за Иванов позитивно мислење изјавиле дека имаат 52,6% од анкетираните, додека негативно мислење имале 27% од испитаниците. Во тек е постапката за поднесување на барања за земјоделски субвенции. Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите имаат право и можност најдосна до 30 јуни оваа година да ги поднесат своите барања до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Најдоцна до 30 јуни земјоделците може да аплицираат за субвенции, а за прв пат барањата може да ги пополнат и по електронски пат. За полесен пристап до овие средства воспоставен е електронски систем со кој земјоделците може да заштедат повеќе часови кои обично ги минуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Согласно програмата за финансиската поддршка за земјоделството, право на аплицирање во предвидениот рок имаат земјоделците кои се занимаваат со растително производство, како и со сточарство, односно со одгледување на говеда, овци, кози, свињи, живина и пчели. Државата за годинава издвојува 140 милиони евра за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Од владата очекуваат над 80.000 барања за субвенции. Потпаролот на полицијата Ханс Петер Камерер истакна дека напаѓачот од Минхен е германец. Во Алепо продолжено примирието за 48 часа. Обединетите нации ќе водат кампања против ксенофобијата и расизмот за справување со бегалската криза. Свето денеска. Едно лице загина, тројца се повредени откако беа нападнати со нож на железничка станица во предградието Графинг источно од Минхен. Напаѓачот, инаку 27 годишен германец, кој не живее во Баварската област, е уапсен. Според полицијата, политичките мотиви исто така не се исклучени, но ќе се истражува и евентуална поврзаност со исламска држава. Според некои очевидци, напаѓачот пред нападот на арапски извикал "Аллах е голем". Снимките од самото место сведочат за крвавата драма која се одвивала из утрината. Од полицијата соопшти дека една од жртвите била избодена во возот, а другите пред објектот на станицата. Државната канцеларија на криминалната полиција презема мерки за обезбедување докази и расчистување на инцидентот, од кој во најмала рака виновникот пред извршување на делото изјавил дека сака да убие, изјави Ханс Петер Камерер, потпарол на полицијата. Прекинот на огнот во Алепо, градот кој се наоѓа во северна Сирија, ќе биде продолжен за 48 часа, почнувајќи од денеска наутро, час по полноќ по локално време, се до утре на полноќ, јави сириската новинска агенција САНА, повикувајќи се на командата на сириската војска. Одлуката за продолжување на примирието е донесена откако во судирите од 22 април до сега во Алепо загинале околу 300 луѓе. Одредени делови на Алепо се под контрола на бунтовниците, додека други ги контролираат владините сили. Обединетите нации предложиле на нивните земји членки да се договорат за создавање на систем за поправедно споделување на одговорноста на стотиците милиони бегалци и мигранти по светот. Се предвидува глобалниот договор да биде придружен од кампања предводена од Обединетите нации за борба против ксенофобијата и расизмот, изјавија службеници на Светската организација. Според податоците на Обединетите нации, во светот има 20 милиони бегалци, 40 милиони раселени лица во сопствени земји и 244 милиони мигранти, кои живеат и работат во држави во кои не се родени. Вознемирен сум од засилената склоност на државите членки да подигнат огради и ѕидови, наведе во извештајот генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Според него, ксенофобиските и расистичките реакции кон бегалците и мигрантите изгледа достигнуваат нови нивоа на изостреност и јавно прифаќање. Во кошаркарскиот шампионат на Македонија вечерва ќе се играат третите надпревари од полуфиналето од плейофот. Куманово му гостува на Карпур Соколи.
Актуелниот шампион МЗТ Скопје Аеродром е на чекор пласман во ново финале. Аеродромци веќе имаат предност од 2-0 во победи во дуелот со Фени Индустри, па доколку вечерва забележат победа ќе обезбедат место во големото финале. Овој меч ќе се игра во спортскиот центар Јане Сандански со почеток од 19 часот. Во истиот термин 19 часот на спортскиот центар Борис Трајковски својата трета пресметка во полуфиналето ќе имаат екипите на Карпош, Соколи и на Куманово. На изминатите две домашниот терен беше предност за екипите кои играа пред своите симпатизери, па резултатот во моментов е израмнет 1-1 во победи. Полуфиналната серија се игра во 3 добиени надпревари. Атлетскиот клуб од Куманово активно учествуваше на гимназијадата 2016 и во сабота успеа да освои голем број на златни медали во најразлични дисциплини. Овој успех е доказ дека атлетиката во Куманово значително напредува. Во сабота на атлетската патека се одржа гимназијада 2016, со која атлетичарите од Куманово постигнаа значителен успех. Златни медали освоја Никола Стојановиќ, скок во височина и скок во далечина, Сања Тимчевска, скок во далечина, Андријана Тасевска, скок во височина, додека Милан Велјковиќ зема 2 сребрени на 100 и 400 метри и штафета 4 пати 100 метри заедно со Никола. Ние како домаќини се надевам се покажавме добри во организацијата, како клуб бевме вклучени во судиски, технички дел, организацијски дел и како една од можеби на добрата екипа, со континуирано представување последниве неколку години продолжува гимназија да освојува поголем број од медалите на ова средношколско првенство. Никола Стојановиќ со атлетика активно се занимава веќе 6 години и 4-та година поред како ја представува гимназијата Гоце Делчев на гимназијадата. Задоволен е од настапот и во иднина очекува уште подобри резултати. Во скок во височина зедов прво место со прескокнати 190 см, а во скок во далечина исто така зедов прво место со прескокнати 6 метри и 1 см и како веќе споменав за штафетата зедов на второ место. Какви се твоите впечатоци од самото учество, од самите учесници на ова гимназијада? Помислам дека ова година беше малку конкуренцијата послаба, наистина очекував нешто малку надпреварот малку на повисоко ниво со малку поја конкуренција, па да го направиме надпреварот интересен како и за нас, така и за публиката. Иако помлад 3 години од групата со која се надпреварува, Младен учествуваше во 3 дисциплини. Во сите зеде сребрен медал, вели дека секогаш може подобро од постигнатото. Јас како 3 години помлад 2000 година, а надпреварот е до 97, па така сум задоволен од пласманот, така севкупно. Тренерот на атлетскиот клуб Куманово е задоволен од постигнатите резултати и се надева дека за неколку години пак има рекордери на Македонија, кој ќе трае со генерации. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски организираше прием на членовите на македонската репрезентација во пинг-понг во кадетска и јуниорска конкуренција, меѓу кои има и бројни кривопаланчани членови на локалниот пинг-понг клуб. Првиот човек на Крива Паланка Арсенчо Алексовски организираше прием на кривопаланичките пинг-понгари заедно со останатите членови на македонската репрезентација кадети и јуниори по повод нивните бројни успеси во сезоната 2015-2016. Тие се закитија со први титули на државното надпреварување, со што обезбедија пласман на предстојното балканско првенство, а ова всушност е символичен начин уште еднаш да се демонстрира многу пати докажаната поддршка од градоначалникот за овој спорт. Мора да кажеме дека пинг-понгарите како спортисти имат најмногу успеси во нашата општина. Еве тие се на екипно првенство први во Република Македонија во пионери, сениори, јуниори, значи имат поединечно исто така остваено многу награди. И она што сакам да го кажеме точно дека 70% од репрезентацијата на Македонија секогаш била и е составена од пинг-понгари на Крива Паланка. И еве, ова едно мало внимание за нивните успеси. Она што го направивме како општина е тоа да во рамките на училиштето Партизан направивме уште една сала, која што сала тие најмногу и ја користат, се гледат резултатите од нивното користење,
Откако јас дојдов за градоначалник, салата не се плаќа, значи за организирани спортски клубови не плаќаат. Државните прваци во пинг-понг се вршните подготовки за Балканското првенство, кое ќе се одржи од 11 до 15 месецов во Тиват, Црна Гора, ги минаа во Крива Паланка, а патувањето финансиски е подпомогнато од Агенцијата за млади и спорт. Утре ќе патуваме на Балканското првенство што ќе се одржи во Тивот, Црна Гора, и очекуваме добар резултат. Тука сме на припреми заедно со другите членови од репрезентацијата. Му благодариме многу на градоначалникот за убавиот прием. Тука многу добро сме прифатени. Секоја општина треба да и прифаќа спортистите и ги поддржува. На патот кон успехот, младите пинг-понгари ги предводеше тренерот Виоре Луце, кој истакна дека ќе продолжат со исто темпо за да ја оправдаат довербата. А на чело на македонската репрезентација до 21 година стои селекторот Катерина Атанасова. Hoću da se zahvalim posebno gradonačelniku što smo mi kao klub i kao reprezentacija imamo jednu cel da Palanka postane centar, reprezentativni centar na nivo na Македонија. Еве сме тука на подготовки во Крива Паланка со помош на градоначалникот на општина Крива Паланка и со голема финансиска помош од Агенцијата за млади спорт, кои ни овозможија финансиски да одиме на патување на Балканско првенство во Тиват. Многу сум изненадена од тоа како Крива Паланка ги прима и ги негува своите спортисти, и тоа нека биде апел за сите општини да се однесуваат на истиот начин кон своите спортисти. Времето претпладне во Македонија сончево со умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Во попладневните часови повторно ќе има известно зголемување на облачноста и услови за изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи, особено во североисточниот дел на земјава. Тука е крајот на дневникот, останете со нашата програма, имајте пријатно попладне.